секој ден сериозно пијам млака вода више 10 години. Не знам, прочитав некаде како будала, пија на работа, брат. Да, не пишуваше само вода. Брат, испијам 2 литра виски вечерта, 750 милилитри вода од Сабајле. Сабајле, чувствувам дека ми треба за хидратација за 150 грама вода. Малака вода. Си имал ли ситуација во која што полиција не те заштитила? Си побарал или помошник? Не. Реално не, и работев со полиција долги години, имам оке искуство со полиција. 10 години на граница работев. Знам. Каква граница се работев? Што те газдата ми оставаше на колата, на тркало под крило, брат. Там ми го оставя тука 5000 евра. Стварно не ми јасно човек како. во затвор, искаш подобро изгледа. Башо, кај си во затвор? Со среќа нега? Дидем у затвор. Па дидем у затвор. Како ти е затвор? Сега под мачка. На почетот тешки идеш, ама сега под мачка. Сега под мачка. Пробо си окилја со тој до теранијата. Ти беше дел алтернативни некои театри, некои независни проекти. Плагиатори без усол, да, аматерски театар и супер ми беше таму. Игравме 3-4 представи, си патувавме Германија, Франција, наваму, натаму, профи, искуство. Искрено телевизијата се обожавам. Се обожавам, вака мислам и снимање се едно видео. Тргаме две екипи и двете екипи треба да ги задоволат исто потребите на спонзорите. И тука е трката. Кој побрзо ќе ги задоволи потребите на спонзорите за тоа време. Не, после години да кажам. Нема ни патување, нема ни. Да, немаше ништо. Да, ги тепавме позади у аеродром таму за да не зборат. 150 евро. Ти ангажираше едно време караокиња ќе тебе да правам Кастро. И ти правеше бе Кастро. Да, бе, Кастро правам караокиња ми тегде таму да со бим позади. Што е такси ти удрило негде прочитав. Кога било тоа? Ке ти удрило такси негде на пешачки. Не, бе, долфу фрка. Да, ова на фејсбук нешто е. Не, истражувачко новинарство. Да, истражувач, браво. Тоа е, јас и овие како си кеше, Васко Ефтов Ќе почнам да те читам на и ова Созен од Ајден, од Телма. Тоа го нема. Го нема. Сега да го кажам тоа дека телевизиите не се прилагодуваат на модерново време. Ќе ги утепаат социјални медиуми, ќе ги затворат на крај. Да, зашто ќе умре таа, за жал. Гледаш ли телевизија да те ја гледам зашто сум таа генерација, телевизиоман сум. Дали постои нешто за што се каеш? Тоа ме најако. Не. Затоа што светот што сум го направил до сега ме доведе до оваа позиција каде што сум денеска. Без пари за никаде, бра.